Како што засилува новиот бран на пандемијата и се заоструваат мерките за справување со коронавирусот, така се засилуваат и дезинформациите за COVID-19 и вакцините, честопати зачинети со неверојатни теории на заговор. Протестот на противниците на вакцините и мерките на 20 ноември во Скопје пред собранието изобилуваше со вакви содржини. Од видеото од протестот на Слободен печат со наслов "Блуд, сатанизација, чипови, роботи, хаос", еве во кои заговори веруваат македонските антиваксери, извојуваме една теорија на конспирација и две флагрантни дезинформации. Говорничка на протестот, без да наведе никакви докази, зборува за некаков план на сеопшто уништување. Нивниот план е до 2030 година се да уништат, а највише им сметаат македонците, продолжувајќи да реди дезинформации зошто токму македонците биле мета на планот за уништување. Нивниот план е до 2030 све да уништат, а највише им смета македонците. Знаете зошто? Зашто сме бренд во светот, зашто и писмо им даривме, и религија им дадовме, и многу други работи. И во Обединетите нации и Уставот македонец го пишуваше. Друга говорничка пак вели дека информира, а всушност изнесува груби дезинформации, вклучително и тоа дека многу луѓе се разболеле од самите тестови. Да продолжиме да информираме други, мислам дека многу луѓе веќе почнуваат да сваќаат што е финтата, дека тие работи што ги бризгуваат во крвта не се за нивно здравје, многу луѓе испоумреа од нив. Многу луѓе се испоразболеа од самите тестови. Дел од медиумските содржини сатиризираа со насловите и ги квалификува изнесените ставови како дезинформации и фантастични приказни. Освен прилогот со наслов "Блуд, сатанизација, чипови, роботи, хаос", еве во кои заговори веруваат македонските антиваксери, Слободен печат на 20 ноември ја објави и содржината видео "Не за вакцини, да за теории на заговор. Чавки вртат над собрание, ке станеме роботи". Но на дел од медиумите, дезинформациите од протестите им легнаа одлично за ловење на публиката со сензационалистички наслови, без соодветно оградување или посочување дека искажаното не е подкрепено со факти. Таков е примерот со порталот Скопје 1, кој објави наслов "Антиваксерка до пратениците, дали имате психијатри, во мозок треба да се вакцинирате". Фокус пак објави наслов "Протест против вакцинација. Бил Гейтс сака да изврши депопулација на планетата". Порталот локално објави од денешниот протест пред собранието сакаат да ја уништат старата цивилизација за да го воспостават новиот поредок. Само преку насловите може да се воочи разлика во пристапот кон дезинформациите од протестот кај овие медиуми. Дел од нив ја разбрале нивната одговорност за проверка на информациите или ставовите што ги пренесуваат до публиката, но дел од нив очигледно не. Ваквите дезинформации и теории на заговори предизвикуваат реална штета по јавното здравје. Токму затоа одговорните медиуми и новинари треба постојано да вршат проверка на факти за да превенираат штета при објавување на дезинформации и теории на заговори во врска со пандемијата.